Принцезите под виножитото, напикани во разни невладини организации, како и во власта на СДСМ, продолжуваат да го туркаат својот план за уништување на јавниот морал и семејството. Преку новите предмети во образованието ќе ги учат нашите синови дека нема некоја голема разлика ако отидат во кревет со маж или со жена. Дека тоа му даѓа исто, во прашање се нијанси. Оти љубовта е универзална работа. Дали ќе ја споделиш со маж, жена, па дури и дете од ист или различен пол, па тоа е само ствар на вкус. А ќе учат нашите деца и нешто друго. Да речеме, дека не се раѓаме само како мажи и жени, туку дека има уште стотина други родови. Например, имате бимаж, бижена, трансмаж, трансжена, трансбижена, трансбимаж, цисмаж, цисжена и така до 101 и назад. Еве да ве прашам само, знаете ли вие што е тоа цисмаж, а? Ако не знаете, еве јас ќе ви кажам. Цисмаж да ви бил оној што многу си го сака половиот орган. И сега тој треба да се води посебно во лична карта, нели како посебен род. Значи не е обичен маж, туку цис маж. Како ние обичните мажи да не си го сакаме половиот орган. Еве јас, например, многу си го сакам. Му пеам, го полевам со цвеќе, голем да ми расте. Тоа ќе ги учат нашите деца, да бидат збунети и под стрес. А потоа ќе ги учат дека родот е лизгава категорија. Роден си може би како машко, ама утре може да ти текне дека си девојче. Или некој од оние други народови, транс, цис, бис, рис, мис, give me a kiss. Ке ги уча дека е нормално ако легнеш на спиење како машко да се разбудиш женско. И дека ако некој ти се обрати како машко кога ќе станеш од спиење, а ти веќе се осеќаш ко женско, значи имаш право да го тужиш. Па дури нека ти е татко. Пардон, нема веќе татко, туку родител 1 и родител 2. Немаш право ти како родител да му се мешаш во родот на своето дете. Ако стане од спиење и ти каже, тато, денес сум славејќи и почне да ти црцори, има тоа да го почитуваш како родител, бе. Па должен си да му фрлиш храна за папагали на тоа дете. Пардон, славејче. Или утре ако се почувствува како ждребе и почне нели да паси у двор, и тоа ќе го прифатиш. Вкусево прашање, бе, луѓе, а за вкусовите не се расправа, нели? Или, може би, дојде време да порасправаме. Постои едно ментално пореметување кога пореметениот има потреба за секс со одредена кола или автомобил. Да, добро чувте и не се заебавам. Има такво пореметување. Пореметениот доживува сексуално задоволство ако се трие од некоја кола или ако го искористи ауспухот или менувачот на соодветен начин. Сега, работата е што во одредени држави ова пореметување не се води како пореметување, туку како необичен, ексцентричен начин на живот, ви се молам. Што да му правиш? Човекот си сака секс со неговиот Ауди, со неговиот Мерцедес или со некој олтаймер. Ова е слободен свет, секој има право на избор. Може некој сака да има секс со миксерот или со правосмукалката. Па кој сме ние да му го оспориме тоа право, ви се молам. Тоа дали нечи начин на живот ќе се смета за неприфатлив или пореметен, или за прифатлив и нормален, денес е резултат на политичка одлука и секако на голем буџет. Нема тука што да објаснуваш дека научниците сметаат дека одредено однесување е пореметување. Овие принцезиве под виножитово ќе ти речат дека тоа не важи више. Па денес тие студии биле демоде. Оти имало нови студии. Имало нови научници, нивни научници кои не сметаат така, а тие новите во принципи ништо не сметаат освен на хонорарите што ги добиваат од овие принцезиве под виножитото. Секој од нив има своја цена. Дојде време кога оние со многу пари може да озаконат се што лази и гази по овој свет, добро или зло. Ќе го озаконат така што прво ќе нарачаат лажни научни трудови од разни авторитети од социологијата, психијатријата, родовите студии, а потоа ќе мафтаат со тие трудови пред медиумите, ќе шират пропаганда, додека во меѓувреме лобираат кај политичките партии и правни експерти за одредено неприфатливо или неморално однесување да биде озаконето. Она што ни се случува сега нам. Принцезите под виножитото, оние нели невладини кои божем се борат за правата на разни маргинализирани заедници, да речеме, имаат многу пари на своите сметки. Една од нив, од Скопје да речеме пак, годишно од донации добива преку 300.000 евра, а постои повеќе од 10 години
Пресметајте за какви милионски суми станува збор. Па кој тоа го плаќа, бе, луѓе? И тоа, пазете, само една од тие организации, замислете уште колку други во Македонија исти такви, нели, се уште повеќе платени, некои се дори може би малце помалку, но генерално сите имаат вака да им собереш стотици илјади евра на сметка за една година. Сега, има и такви кои од тие годишни буџети што ги добиваат од 300.000 евра, преку 100.000 евра плаќаат за разни авторски права и автори кои се задолжени да ја шират нивната родова или хомосексуална пропаганда. 100.000 евра за авторски права. Па не верувам дека било кој друг научник овде во Македонија, биолог, хемичар, физичар, зел хонорар колку што земаат овие паразити на невладините организации под виножитото. Треба тоа да се провери за што биле дадени толкави пари за авторски хонорари и да се побара од тие принцези, да ги откријат имињата на своите донатори. Да видиме ние овде чии Ротшилд црна волна преде. Да се разбереме. Значи, никој овде нема проблем со нечии сексуални ориентации. Еве, ја немам проблем. Тоа треба да остане во сферата на интимното. Но и тоа како имаме проблем со агресивната хомосексуална и родово осетлива пропаганда во училиштата и градинките, која има цел да не го остави детето само да се развива и открива, само да си го најде патот. Таа пропаганда има за цел да му ги уништи природните нагоди, емоциите, приватноста на тоа дете. Како да го наречеме тоа кога земаш милиони странски пари од непознати донатори да туркаш некоја своја политичка кампања и притоа во неа да вклучуваш деца и да ги подложиш на хомосексуална, цис, бис или трансджендер пропаганда? Во некои држави ова го нарекуваат кривично дело, ама не и кај нас. Кај нас сакаат да го законат и да го внесат во образованието. Притоа, сите своји неистомисленици ги сатанизираат во медиумите, како што ги сатанизираат по имите за мајка и татко, дека се демоде, дека се кромањонски, дека е ова ново време на европски вредности, па тоа е и целта. Ке трубам насекаде дека биолошките мајки и татковци не може да бидат подобри родители на едно дете од некои истополови родители кои детето го посвоиле. Како не, бе, како не? И цела таа идиотска и неморална пропаганда ја плаќаат со оние милиони добиени од безимените донатори кои често се кријат зад разни европски фондови и организации. И никој нив не ги рчка во земјава, заштитени се како бели мечкиве. Не смееш ништо да кажеш против нив, иако и самите тие виножите организации не се почитувани од многу хомосексуалци, како што ми е мене познато. Принцезите под виножитото не се ништо друго туку агенти на новиот родов тероризам, кој има доволно моќен лост да ги манипулира нашите деца и јавноста, да менува перцепцијата на заедницата со цел да ги расцепи незините табуа кои ја штитат од неморал и хаос. Значи, на човекот луѓе се му е дозволено, ама не му е се од полза. Таа лекција мора што поскоро да ја научиме, сите ние, и полека да се подсетиме на она што го разликува доброто од злото. Оти утре може лесно да се разбудиме во свет без слобода, во кој малку си маж, малку жена, 1/3 геј, 2/3 би, 7/8 нели трансродов и 25 сантиметри цис, опасно нели влюбен во сопствениот полов орган и во никој друг. Кис!